Со оглед на тоа дека децата сега возрастни кои биле посвоени од нивните родители потекнуваат иницијатива дека имаат голема потреба да си го дознаат нивниот генетски код, да влезат во архивата и да дознаат кој им е биолошкиот родител, и не само биолошките родители, туку и поширокото семејство се чувствуваат обесправени, дискриминирани затоа што Законот за семејство, член 123а, ги штити биолошките родители кои ќе се откажат, независно од причините, мотивите на откажувањето, а детето според член 7 од Конвенцијата за правата на детето и препораките на Комитетот за правата на детето има право на информации за своите биолошки родители од повеќе аспекти и причини кои низ нивната пракса се покажале како многу важни. Имало многу инцестуозни врски, каде што едно од детето се влюбува во полубрат. Има шокантен однос кога детето од страна на посвоителите родители не му е соопштено на време дека е посвоено и дознава трети страни од страна на најблиското околина и за него тоа е шок. Тука една многу важна ситуација мора да се разграничи дека не се исклучуваат биолошките родители и посвоителите родители во заедничкиот интерес правилен раст и развој на детето. Имено може да се случи и покаяние од страна на биолошкиот родител по известно време да сака или детето да го открие и да се воспостави повторно врска со биолошкиот родител, но не значи дека детето кој живее кај посвоителите родители помалку ќе ги сака, напротив можат заеднички да градат релации во интерес на детето, а дури има и ситуации кога посвоителите родители трагаат заедно со децата да си ги пронајдат биолошките родители. Знаете, во една сфера на информатичко општество некоректно е Македонија да биде последна на скалилото, каде што не му дозволува врши дискриминација на детето, би рекол и структурно насилство и тортура, да не знае детето кој му е биолошкиот родител. Го штити биолошкиот родител кога се откажува од детето, а на детето не му дава право на вистинска информација да знае и за генетските аспекти, и за потеклото на родителите, и за болестите евентуални ако ги има наследни, и евентуално да си ја гради врската со поширокото семејство на својот биолошки родител. Кога ќе се пронајдат децата, а се гледа дека ликуваат еден на друг, знаете колку е тоа шокантно да детето трага, а посебно кога е во пубертет си трага за своите биолошки родители. Но повторно ќе кажам, не значи дека посвоителите родители помалку ги сака, напротив, тој е посветен на семејството, го гради семејниот код, но си го бара и генетскиот код. Државата мора да се стави во најдобар интерес на детето. Ние се повеќе добиваме граѓанска поддршка. Граѓанска поддршка дури од посвоителите родители. Од пошироката заедница сметаа дека е некоректно детето кое има потреба да си го знае својот генетски код, своето пошироко семејство, да биде толку многу брутално дискриминирано и обесправено, да биде, би рекол, последно на скалило на заштита на правата на детето, да биде информирано и на време да се почитува неговото право за гарантирано според Конвенцијата да си го знае потеклото на своите биолошки родители.